Добар ден! Драги ученици, вие се наоѓате во Е-училница. Јас сум наставник по македонски јазик. Моето име е Данча Давчева и сум работена во Основното училиште Пере Тошев во Росоман. Денес заедно ќе се обидеме да ја совладаме наставната единица разделни независно сложени реченици. Разделните независно сложени реченици искажуваат можност за вршење на едно од две или повеќе глаголски дејства изразени во дел речениците. Најдобро ќе биде да го разгледаме ова тврдење преку пример. Имаме извадок од текстот Лебедова љубов од Видое Подгорец. Мртвиот лебед го однесол некој или го раскинале лисици во текот на ноќта. Така мислевме патем или така нагаѓавме. Да ја разгледаме првата реченица од овој извадок. Ова е сложена реченица, која е составена од две дел реченици. Мртвиот лебед го однесол некој, тоа е првата дел реченица, или го раскинале лисици во текот на ноќта, втората дел реченица. Овие две дел реченици не зависат една од друга, тие се во независен однос, врската помеѓу нив не е многу јака. Според тоа, оваа реченица е независно сложена и со неа се искажуваат дејства од кои само едно може да се прими, тоест едното го исклучува другото. Што значи тоа? Дека не може двете дејства да се вршат, или само првото, или само второто дејство. Да заклучиме. Независно сложените реченици во една сложена реченица, што искажува дејства еднакви по важност, а од кои едното го исклучува другото, се викаат разделни. Разделните реченици ќе ги препознаваме по нивниот најкарактеристичен сврзник, тоа е сврзникот или. Важно е да се запамети дека пред сврзникот или не се пишува запирка. Еве неколку примери за да го утврдиме тоа. Во Охрид секогаш пливаме или се качуваме на галичица. Ова е разделна, независно сложена реченица, составена од две дел реченици. Во Охрид секогаш пливаме, првата дел реченица, или се качуваме на галичица, втората дел реченица. Поврзани се со сврзникот или, пред кој забележувате нема запирка. Попладне возам велосипед или одам на вежбање. Разделна, независно сложена реченица, составена од две дел реченици. Попладне возам велосипед, првата дел реченица, или одам на вежбање, втората дел реченица, поврзани со сврзникот или пред кој нема запирка. Прашална реченица. Да ја чекаме или да си одиме. Еве ја првата дел реченица. Да ја чекаме, а втората дел реченица или да си одиме. Еве, забележуваме и овде дека нема запирка пред сврзникот или. Кај разделните независно сложени реченици се употребуваат и повторени сврзници. Или, де, ту, и, ем, ни, ниту и други. Деловите на овие сврзници се употребуваат пред секоја дел реченица што ја поврзуваат, а при изговорот се нагласува секој дел од сврзникот. Со нив се искажуваат дејства кои се исклучуваат едно од друго, кои се вршат наизменично, едно по друго, а може да имаат и одречно значење.
Најдобро ќе биде тоа да го видиме преку примери. Или дојди, или остани со групата. Разделна, независно сложена реченица со повторениот сврзник или, составена од две дел реченици, или дојди, првата дел реченица, или остани со групата, втората дел реченица. Јасмина ту се лути, ту се смее. И оваа разделна, независно сложена реченица е составена од две дел реченици. Јасмина ту се лути, првата дел реченица, ту се смее, втората дел реченица. Повторениот сврзник ту ни покажува наизменично дејство. Дедото деке заспиеше, деке се разбудеше. И овде има две дел реченици. Еве каде завршува првата дел реченица. Го препознаваме повторениот сврзник ДД, кој ни покажува наизменично дејство. Час ние ке запеевме, час тие ке почнеа да викаат. Разделна, независно сложена реченица со повторениот сврзник час, кој го има на почетокот од двете дел реченици. Првата дел реченица час ние ке запеевме, до тука. Втората дел реченица час тие ке почнеа да викаат. Дејства кои се вршат наизменично едно од друго. Едно по друго се извинувам. Ем ги покани, ем не сакат да му дојдат на забавата. Разделна, независно сложена реченица со сврзникот ем. Ни јаде, ни пие, ни спие. Во оваа разделна, независно сложена реченица има три дел реченици. Првата дел реченица е ни јаде, до тука. Втората дел реченица е ни пие, а третата дел реченица ни спие. Го препознаваме повторениот сврзник ни, кој во овој случај ни покажува одречно дејство. И последниот пример, ниту оди на училиште, ниту дома нешто учи. Разделна, независно сложена реченица со повторениот сврзник ниту, кој ни покажува одречност во оваа сложена, независно сложена, во оваа реченица. Да го разгледаме правописот на запирката. Не се пишува запирка помеѓу дел речениците. Запирка се употребува ако сакаме да го истакнеме значењето на втората дел реченица, ако има повеќе од две дел реченици или ако реченицата е многу долга. За крај, имаме задача за вас, за дома. Разгледај ја следнава илустрација и обиди се да составиш неколку разделни, независно сложени реченици во врска со тоа што го гледаш. Подобро ќе биде ако твоите реченици се поврзани и ако тие се дел од состав што ќе представува заокружена целина. Така ќе личи на убав расказ. Сам, односно сама може да одлучиш каков наслов ќе му дадеш на составот. Забележувате, оваа илустрација ни прикажува никаков фудбалски надпревар и ја сметам дека може да се состават многу убави разделни, независно сложени реченици, чии што сврзници предмалку ги видовме. Драги ученици, ви благодарам на вниманието. До следното видување.